Во ова издание, Вашингтон ја предупреди Москва за како што некои наблюдувачи ги опишуваат воени злосторства од страна на руските сили во Украина. Украинка од Киев со руско потекло. Украинците со генерации ќе ги мразат русите. Лекарот Даниел Киловски, македонец кој им помага на бегалците од Украина на бугарско-романската граница. Коментира за Гласот на Америка. Повеќето од нив со стомачни вируси, респираторни, хронични заболувања. Не пропуштајте, ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот председател Џо Бајден од Белата куќа објави нов сет санкции врз Русија. Најави забрана за руски алкохол, морска храна, дијаманти. Председателот најави дека на мета ќе бидат и руските олигарси. За повеќе информации од најновите мерки од администрацијата, појдете на нашата интернет страница. А од теренот во меѓувреме руските сили полека напредуваат кон Киев. Регистриравме многу веродостојни извештаи за намерни напади врз цивили, кои според Женевските конвенции би представувале воено злосторство, рече портпаролот на Стейт Департментот Нед Прајс, иако тој конкретно не ја обвини Москва за такви злосторства. Планот на Путин за брзо заземање на Украина сега е јасно пропадна, рече Прајс за инвазијата која веќе изминаа 2 недели од почетокот. Русија негираше дека целела цивили во нејзината инвазија врз Украина. Подпредседателката на САД Камала Харис досна синоќа во Полска изјави дека ја поддржува истрагата на Обединетите нации за руска инвазија на Украина, која ќе ги разгледа сите наводни прекршувања и злоупотреби на правата и поврзаните злосторства. Денеска, според најавите, Советот за безбедност на Обединетите нации ќе одржи итен состанок во врска со руските наводи дека Украина произведува хемиско оружје. Исто така денеска американскиот председател Џо Бајден треба да објави дека САД, Европската унија и групата 7 земји преземаат чекори за да го отповикаат трговскиот статус на најповластена нација на Русија поради незината инвазија на Украина. Русинка сум по потекло, но сум горда украинка. Тоа го вели Лела Кондакова, која е една од милиони раселени украинци поради руската инвазија. Стравува дека војната ќе донесе генерацијска омраза меѓу луѓето од Украина и Русија. Тоше Огњанов ја има сторијата. Родена е во Русија, но денес, како украинска државјанка, е жртва на инвазијата што доаѓа од земјата во која се родила. I'm Russian and I will never I will never betray my roots. I'm Russian. But I'm the citizen of Ukraine. And I'm proud of this. What is your message now? My message is, honestly, right now, I'm proud to be Ukrainian. And I'm proud that I have this Ukrainian passport. Лейла Кондакова е новинарка и музичарка од Киев. Има пријатели и роднини во Русија. Повеќето од нив ја споделуваат незината огорченост од нападот, но вели дека некои не ја разбираат ситуацијата. They understand that it's hell, and they understand that everything is war. But some of my relatives, you Donbass, remember Donbass, etc. You must remember this, and it's your fault. Лейла после неколку ноќи во засолниште успеала да ја напушти земјата. Заминувањето било стресно и опасно. The train just started to move, and after that it was explosion. I saw big flash, and after that, wow, boom, 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 bombing, and our train, it was shaky. It was really, it was very not easy. For example. Избегале со незината 70 годишна мајка. Со себе успелеа да земаат само тоа што им се нашло при рака. Денес е во Париз, каде имаат сместување само за неколку дена. Passport, documents, vaccination, and the documents about my education. And money, of course. Money, cars. That's all. So, that's all. Таткој има 71 година. Тој не можел да го напушти Киев. His shape and his health didn't. It wasn't possible to run away with us. Лейла има 39 години. Никогаш не ни помислила дека животот ќе се промени преку ноќ
и тоа со експлозии. Now I will make my life from the blank page. From the blank page. Решено е да истрае во целата ситуација, но е видно потресена и огорчена од агресијата. Вели дека војната ќе создаде многу жртви и омраза со генерации. It's very painful for me that during next maybe 2 or 3 100 of years, Ukrainian will hate Russian because all that they done. I have no words, not only in English, in Russian, how to explain this. And all I want to say, maybe he's devil. Лейла верува дека украинскиот народ ќе издржи агресијата. Од УНХЦР прогнозираат дека во период од 6 месеци Украина ќе ја напуштат повеќе од 4 милиони луѓе. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. За крај на News Flash, македонецот Даниел Кировски од Валандово веќе 2 недели неуморно им помага на бегалците кои бегаат од руската воена инвазија во Украина. Со уште 150 лекари од повеќе држави се наоѓа на граничниот премин Дуран Кулак меѓу Бугарија и Романија. Мики Трајковски го пренесува неговото сведоштво. Може да го видите и во очите, во нашите очи, не само во очите на бегалците, на пациентите. Сликата е таа, знаете и кај нас како што беше, не сакам да спомнувам, нели, за пред 20 години на 2001-та, како што беше кај нас со тоа раселување. Повеќе од нив, како што вие прашавте, имат потреба од психолог, од психијатар заради травмите. Даниел Кировски е единствениот лекар македонец кој што помага на бегалците кои ја напуштаат Украина во потрага по мир во некоја од соседните држави. Веќе 2 недели се наоѓа на границата помеѓу Бугарија и Романија, пружајќи прва помош на овие луѓе. Ако на почетокот бројот на лекари бил околу 70, сега нивниот број е повеќе од 150. Ги има од Украина, Молдавија, Русија, Бугарија, кои студираат или работат во Бугарија. Тоа е дел од Националната агенција на доброволци на Бугарија. Се параат специјалисти, највеќе педиатри, луѓе, затоа што имаше на голем број пациенти се деца заради како што кажавме, долгото патување, небалансираниот начин, недостигот на храна по време на патување. Кировски објаснува дека напливот на бегалци од ден на ден се зголемува. Многумина пристигнувале со здравствени проблеми, со стомачни вируси и истоштеност, а некои имале потреби од итна операција. Помеѓу бегалците имало и бремени жени кои биле пред породување. И голем одив се и со симптоми на COVID, не се зборува за тоа. Во никоја медија сакам да го потенцирам и да го кажам дека може да има и друг бран заради бегалската криза, може да има зголемување на бројките, затоа што голем број од нив не се вакцинирани. Значи, кога ќе дојдеме со контакт со нив, самите тие кажуваат дека не се вакцинирани и така да луѓето со респираторни и хронични заболувања, повеќето ни пациенти се со артеријална хипертонија. И покрај големиот обем на работа, вели дека се одлично организирани, располагаат со подвижна лабораторија, опремена со рентген, ехоапарат и останата неопходна апаратура, кислород за пост-ковид пациенти, поради што може да одговорат навреме на секој поединечен случај. Кировски, кој повеќе од 10 години работи како лекар анестезиолог во Бугарија, останува на граничниот премин и понатаму. Останувам, има голем интерес од повеќе од специјалисти. Тоа е се бесплатно, значи никој нема профит од ова што го правиме. Сите го правиме доброволно и хумано. На граничниот премин се вклучени и многу волонтери и организации кои им помагале на овие луѓе. Им делеле храна, вода, кебиња, облека, намирници за деца, а се организирали бесплатен транспорт, како од државата, така и од страна на локалното население кое живеело близу самата граница. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Го гледавте петочното издание на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Се гледаме в понеделник.